Маск ги спои SpaceX и XAIG. Елон Маск го објави купувањето на XAI од страна на SpaceX, со цел да ја пресели вештачката интелигенција во орбитата. Овој потек треба да го реши проблемот со огромната потрошувачка на струја и ладење на Земјата. Зошто во Вселената? Сончева моќ, во орбитата има речиси константен извор на енергија со минимални трошоци за одржување. Огромни размери. Планот предвидува лансирање на 1 милион сателити кои ќе служат како лебдечки и центри за податоци. Ефикасност. Маск проценува дека за 2 до 3 години, ова ќе биде најефтиниот начин за развој на модели на вештачка интелигенција. Амбиции и влијание. Со генерирање на 100 гигавати капацитет годишно, Маск сака да го забрза напредокот на физиката и технологијата. Сепак, овој проект дополнително ќе ја преполни орбитата, што предизвикува голема загриженост кај астрономите за иднината на наблюдувањата од Земјата. Заклучок. Спојувањето е чекор кон искористување на вкупната моќ на Сонцето, претворајќи ја Вселената во главен погон за иновациите на човештвото. НАСА го одложи историскиот лет околу месечината. Мисијата Артемис 2 е одложена откако инженерите открија истекување на течен водород при финалната проба. Симулацијата беше прекината на само 5 минути пред лансирањето. Главни причини за одложувањето. Технички дефект. Покрај истекувањето на гориво, тимовите истражуваат и прекини во комуникацијските канали. Безбедност. Системите автоматски го запреа процесот за да се спречи оштетување на ракетата вредна милиарди долари. Екипаж. 4 астронаути се пуштени од карантин и ќе чекаат нов термин во Хјустон. Нов план за лансирање. Наместо во февруари, НАСА сега цели кон март како најрана можност. Потенцијалните датуми се помеѓу 6 и 11 март, со резервни термини во април. Заклучок. Оваа 10-дневна мисија е клучен чекор за враќање на луѓето на лунарната површина. Иако има доцнење, целта е да се обезбеди максимална сигурност за првиот екипаж по повеќе од 50 години.